Како да одговориш на непочитување, дрскост, навреда и понижување, без да се разгневиш себе си, без да имаш потреба да се браниш или да се ставаш во ситуација да напаѓаш? Што ако ти кажам дека денес твоето страдање ќе прекине? Денес со тебе ќе споделам еден вид вешта комуникација, инструкции, точни инструкции како реално да комуницираш и како реално да се расчистат одредени скриени работи или можеби долготраен конфликт кој што тлее без некоја разрешница. Што ако ти кажам дека конфликтот е тука како еден вид алатка за се расчисти односот, односно секогаш конфликтот е тука пред некој однос да оди на следно ниво. Конфликтот представува еден вид тест како ние ќе успееме да го изградиме тој однос или да го разрушиме. Можеби мислиш дека само ќе слушнеш некоја техника која што мислиш дека само така ќе ти помогне, но јас сум должна да ти кажам што е позади целата игра. Позади целата игра е тестирање дали тој однос со таа личност со која што си во конфликт ќе продолжи по иста патека, ќе почне да се разединува, односно јазот да се продлабочува, или односот ќе добие преку конфликт нова димензија, каде што ќе се каже вистината, каде што ќе се изложат сите пријатни и непријатни детали во тој однос. И одиме на системот. Кога следен пат ќе се најдеш во ситуација да ти се прифрли одреден коментар кој што има навредлива конотација, потребно е да не влезеш во сопствена реактивност, него да дозволиш еден простор да нема реакција, туку да се тоа трансформира во одговор. Значи, повторувам уште еднаш. Следен пат, кога ќе биде упатен кон тебе навредлив коментар, понижување, било што во тебе ќе истригира реакција, потребно е да се воздржиш, доволно е 2 до 3 секунди, и твојата реакција да отсуствува и да се трансформира во одговор. Одговорот е потребно да е смирен. Јас знам дека овој момент треба вежбање малку за да се постигне, секако и расчистување на досегашното твое неуровмрежување каде што ти напаѓаш, ескалираш или се повлекуваш зависно. Но дади си на себе шанса за грешка. Пробувај го системов додека не се воспостави. Верувај, никој овој систем не го воспоставил од прв. Но да се вратиме на инструкцијата. Откако ќе отсуствува твојата реакција, односно кога ќе ставиш узда на твојата реакција, одговорот кон соговорникот треба да биде во форма на прашање. Првото прашање што ќе го упатиш на соговорникот треба да има смирен тон, зошто? Бидејќи треба да е освестувачко, да е испитувачко и ти реално да провериш дали не сакајќи е кажан тој навредлив коментар, понижување, и да дадеш простор да соговорникот се освести. Доколку ова не го воспоставиш, можеш да се вратиш на старата форма, каде што ти напаѓаш и ништо не се случува, само ескалира разговорот и нема некој ефект, нема некој учење. Крајниот ефект од целиот овој систем е да дојде до учење. Зошто некој тебе те навредува, каква врска имаш ти со тоа и дали воопшто имаш врска со тоа и што се крие фактички во позадина. Денес не разговарам за обични конфликти и обични навреди, денес разговарам за конфликти со блиски луѓе,
Ние сме сведоци дека постојано се распаѓаат пријателства, се распаѓаат бракови, се распаѓаат долгогодишни другарства од неискажани зборови. И сега продолжуваме. Прашањето што првично и важно да се постави е да активираме кај соговорникот да го повтори тоа што го кажа. Значи, реакцијата и ставаме еден вид узде, сопираме нашата реакција, ставаме простор да го прозвеме соговорникот да ни повтори што кажа. Што се случува кога ќе го прозвеме соговорникот тој да ни повтори? Соговорникот кога ќе навлезе да го повторува тоа што го кажал, сам ќе освести, можеби на пола реченица и ќе прекине, ќе освести што е тоа што го кажал кон тебе. Доколку не е освестил, одиме ние на следниот сегмент. Може да се случи да е соговорникот многу упорен и многу силно да се држи до кажаното. И ние одиме реално со следното прашање. Следното прашање повикуваме со само 2 збора и ги користиме зборовите кои што се упатени кон нас. Например, ако соговорникот, ние влеземе во канцеларија и некоја колешка нас ни рече, па редно беше да дојдеш. Значи, ние, како го правиме ова конструкција, повторуваме. Значи, дали можеш да повториш што кажа, не те разбрав добро. И одиме на следното прашање. Како мислиш редно беше да дојдам? Можеш ли да ми појасниш? Значи, со еден смирен тон, како мислиш? Ако е пасивно-агресивно или ако укажено индиректно на навредлив коментар на некој друг, а се сигурни сме дека се однесува за нас, ние прашуваме повторно со употреба на зборот мислиш. Во смисол, дали мислеше да ме навредиш? Дали мислеше да ме засрамиш и дали твојата намера беше сега да ме изнервираш? Значи, ние оставаме простор со еден смирен тон да го прозвеме соговорникот и да отвориме простор каде што ние не напаѓаме, каде што ние не навредуваме, него само преиспитуваме намерата на соговорникот, особено ако е ова кажано во присуство на повеќе луѓе. Некогаш конфликтите за жал се пред други луѓе. Тогаш ништо не се случува, само двајца се расправаат, другите слушаат и се повлекуваат бидејќи не сакаат да долеваат бензин на така и веќе ескалираниот однос. Ова овозможува еден точен систем како ние да ја смириме ситуацијата и да активираме кај соговорникот свесност. Знам дека многумина од вас ке речат јас се расправам со сопругот, јас не можам вака да резонирам, јас не можам вака да реагирам, не можам да ја сопрам реакцијата, тој ме нервира, таа ме нервира и така натаму. Видете, секогаш можете уште еднаш да се испорасправате и тоа да не води кон ништо. Едноставно, конфликтот да нема разрешница. Секогаш можете да влезете во ситуација кај што ќе се повторува еден ист образец и ние тоа го викаме спиралинг. Значи, само се повторува една иста караница, само еден исти конфликт и ние немаме разрешница. Тоа е кога немаме реален пристап кон разрешување на конфликт. Разрешување на конфликт е фактички ваша волја да седнете и да бидете реални. Разрешување на конфликтот е реално твоја волја да седнеш, да разговараш и да водиш тежок разговор без тој да ескалира. Најлесно е да дојде до ескалација, а многу е потешко да се дојде до разрешница. Секако, разрешницата може да дојде до разрешница, но последователно битни се постапките кои што следуваат и после оваа разрешница. Самиот систем на прашања. Дали можеш да повториш? Како мислеше и ги користиш
зборовите на соговорникот. Значи, пример, ако е навредливиот збор или коментар, па редно беше да дојдеш, значи, употребуваме. Како мислиш редно беше да дојда? Можеш ли да ми појасниш? И третиот начин, мојот омилен начин, е нема одговор. Едноставно не користам одговор, него само оставам празен простор, односно молк. Овој молк не е само празна тишина, него напротив, една напнатна тишина. Многу е битно како овој молк ќе се изоди. Тие 3, 4, 5 секунди каде оставаме простор на соговорникот да се преиспита, овој молк реално треба да активира и другиот свесност. Сите навредливи коментари се еден вид тестови. Тестови за прагот на твојата толеранција. Колку ти време ќе останеш како што си? Каде ќе се преиспиташ? Каде ќе се повлечеш? Каде ќе ја кажеш твојата вистина? Крајниот ефект на конфликт, на разрешница на конфликт е фактички искажување на твојата автентичност. Што се случува доколку нема автентичност? Што се случува кога само избегнуваш конфликт? Кај мене има многу клиенти кои што едноставно не сакаат да влезат во конфликт. Но крајниот резултат е огромно чувство на празнина. Тоа секако го прави траумата, каде што тие луѓе се уште од деца научени да угодуваат на другите. Траумата реално прави да ти постојано се повлекуваш и угодуваш на другите и да едноставно не можеш да изнајдеш начин како да се доближиш до другите, а исцелувањето го прави спротивното. Исцелување на оние болки и рани кои што сме ги претрпеле преку работа на себе доведува во ситуација да ти не сакаш да се изгубиш себе, а не другите. Работата на себе реално треба да допринесе ефект каде што ти имаш реално подобрување во животот, а не спиритуален байпас, како што сме сведоци во денешница. Спиритуален байпас значи дека ти афирмираш, дека ти медитираш, дека ти визуализираш, но овој токсичен слој, оваа длабина позади сето тоа е неразрешена. Ти немаш разрешница реално на сите модуси, нема исцелување во отсуство на реална работа на себе, ти едноставно нема да имаш реална промена ниту во реалност. Системот на овие прашања, дали можеш да повториш? Како мислиш и користење на точните зборови од соговорникот? И трето, дали мислеш да ме засрамиш, да ме навредиш, да ме повредиш? Или оставање простор на апсолутна тишина, која што ќе активира сомнеш кај соговорникот и преиспитување, што кажал, се 4 типови наладки кои што навистина ќе ти помогнат да полека пристапиш на еден смирен начин на разрешница на одредени долгогодишни конфликти и нетрпеливост. Се приближуваат великденските празници. Секако тоа се најубавите моменти кога нашата фамилија, нашето семејство се собира заедно, но истовремено празниците представуваат огромен тригер за нешто да се каже на маса, за некој да се налути и повлече, па се надевам дека целиот овој систем со овие 4 прашања на вистина ќе помогне да започнеш од некаде, без да дозволиш да ова ескалира, да се уништи некој празник или ти да се чувствуваш бедно, засрамено, понижено и да се повлекуваш некаде во изолација. Исто така би сакала системот што го споделувам со тебе да го размислиш, да ги преиспиташ и собствените, бидејќи кога ќе се отвори конфликтот, кога двајца ќе почнат да разговараат, нешто и ти ќе научиш за другиот што ти не сакаејќи го правиш, исто така и другиот ќе научи нешто за тебе што ти го правиш на одреден токсичен начин или не сакаејќи.
Конфликтот служи секогаш да се приближат двајца. Тоа е еден вид тест дали некој однос ке еволуира на повисоко ниво, каде што се бара чиста искреност, автентичност и вистинитост. Нешто што ќе го олесни твојот живот, а и туѓиот. Зашто често пати двајцата во конфликтот носат иста тежина. Не секогаш е другиот крив. Добар дел носиме и наша кривица. Но сепак зрелоста се состои и во вешта комуникација, во правење исчекор на еден смирен, реален и стабилен начин, без ескалација на навреди, него барање на модус тоа да се расчисти. Моделот денеска што го споделувам не важи за сите конфликти. Некои конфликти едноставно не се разрешуваат. Ова јас што го споделувам е кога постои минимална добра волја кај двајцата соговорници да нешто се расчисти, разреши, дознае, разбере и научи за двајца што се наоѓаат во конфликт. Воспротивно, конфликтот ќе придонесе долгогодишен презир, разединување, чувство на промашено живење. Често пати сме сведоци да фактички компатибилни луѓе не растат заедно. Луѓе кои што реално си одговараат, а немаат смелост да расчистат тоа што е пред нив. Избегнување на конфликт, како што кажав и досега, секогаш води по чувство на огромна празнина, бидејќи ти реално глумиш некој добар лик кој што угодува на другите. Лик кој што не ја кажува својата вистина, никогаш нема храброст да биде автентична личност. Јас ќе продолжам да споделувам автентична содржина, реална содржина што ќе помогне на вистина да зачекориш во сопствената стабилност, просперитет и твоите врски да се реални, цврсти и издржливи. Нашата заедница представува еден безбеден простор за поддршка, меѓусебно споделување, раст и развој на сопствената визија за унапреден живот. Ова е место каде што се ослободуваме од товари и терети кои што ги носиме непотребно. Ова е место каде што се среќаваме со себе и со својата душа и каде што работиме на сите цели кои што се пред нас. Бонус вежба. Работа со сенка, односно откривање на оние слепи точки, оние реакции на фрлање на другиот, за да може да освестиме што точно се случува со нас и зошто овој конфликт трае толку долго време. Прашање број 1. Што најмногу ми смета кај оваа личност? Што оваа личност мене ми прави и на кој начин ме повредува и навредува? Значи, запиши точно како личноста со која што си во конфликт те повредува и навредува. Значи, буквално запиши ги сите зборови. Ми вели така, ми прави така, ме засрамува, ме отфрла и така натаму. Значи, се реди цела листа. Кога ќе ја составиш листата, напиши каде јас, кога и во кои ситуации го правам истото на таа личност. Значи, поентата е да освестиме дека меѓусебниот конфликт има огледален ефект. Значи, некогаш ние го правиме потполно истото на таа личност, што таа ни го прави на нас. Реално, ова е работа на себе, кај што освестуваме каде и ние некогаш правиме слично или исто
Во некои случаеви и полошо, отколку што ни прави таа личност на нас. Фактички, оваа огледало техника најмногу помага за освестување да ние се примириме, да видиме кои се нашите образци, видиме каде е конфликтот, зошто е јазот, која наша потреба е прескокната, зошто животот на нас не изгледа некако и како ние сакаме тоа да го подобриме. Фактички, преку конфликтот е главната поента на видео е преку конфликтот настанува раст и кај нас, и кај соговорникот, партнерот, колегата, не знам, блиската личност. Секогаш позади секој конфликт стои голема љубов. Тоа не го заборавајте. И сватете дека со избегнување на конфликт, ние фактички легуваме во огромно чувство на празнина, неискажаност, повлекување, постојано повлекување и вештачко угодување на другите. А тоа, верувајте, се осеќајте како. Се осеќа кога нешто е лажно, кога нешто е ради реда, кога нешто е натурено, или како велам јас, разговор по бели ракавици. Некогаш едноставно не ви треба однос на дистанца. Автентичноста секогаш на крајот ги носи најубавите плодови. Ви посакувам среќни празници и се надевам ова ќе ви помогне да вашите врски и односи со оние што најмногу ги сакате на вистина се подобрат на еден реален и позитивен начин. Ви посакувам убава и прекрасна недела.